Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй ме грешного. Драги браќа и сестри во Христа, денес, во четвртата недела од Великиот пост, нашата света црква ни го поставува пред очи животот и делото на светиот Јован Лествичник, еден од најголемите духовни учители и светилници на православието. Неговото дело Лествица на божественото искачување не е само водич за монасите, туку и повик до секој од нас, верните, да го започнеме патот на преобразба, да си скачиме над нашите страсти и да се приближиме до Бога. Оваа беседа има за цел да го продлабочи нашето разбирање за неговите учења, да ја осветли нивната поврзаност со Великиот пост и да ни понуди практични насоки за нашиот духовен подвиг. Со помош на неговите зборови, мудроста на светите отци, ќе го истражиме овој пат кон Царството Небесно, за да го направиме нашиот пост подлабок, посветен и исполнет со благодат. Великиот пост е време на духовна борба, но и време на радост, зашто преку него се подготвуваме за воскресението Христово. Свети Јован Лествичник, како искусен водич, ни дава карта за овој пат, лествица со 30 скалила, од кои секое не приближува до Бога. Секој ден ќе се задржиме на неговото учење. Денес ќе се задржиме на неговото учење и ќе го збогатиме со примери од животите на другите светители, за да го разбереме подлабоко значењето на овој подвиг. Животот на Свети Јован Лествичник, пустинскиот орел на смирението. Свети Јован Лествичник се родил во 6 век во Сирија, во време кога светот бил исполнет со суета и духовна збунетост. Уште од својата младост, на само 17 години, тој го напуштил светот и се упатил кон Синајската гора, каде започнал живот на строг аскетизам. Таму поминал 19 години во осамеништво, далеку од човечките пофалби и удобности. Посветувајќи се на непрестајна молитва, пост и борба со страстите, подоцна се преселил во пустината Фола, каде живеел 40 години, во мала пештера позната како Слезоточна. Зошто Слезоточна? Затоа што тој таму плачел за своите гревови, пролевајќи солзи на покаяние, скриено од очите на светот. Во неговата лествица тој пишува: тишината и осамеништвото се мајка и сестра на молитвата. Скалило 27 од лествицата. Овие зборови ни откриваат дека вистинската молитва расте во тишината подалеку од бучавата на светот. По многу години на подвиг браќата од Синајскиот манастир го избрале за игумен. Иако сакал да остане во осамеништво, тој со смирение ја прифатил оваа должност и ги водел монасите кон духовно совршенство. Во тоа време ја напишал лествицата на божественото искачување. Книга од 30 скалила. Секој од нив символ на добродетел или победа над страстите. Неговиот живот е пример дека вистинската сила не лежи во надворешните подвизи, туку во смирението пред Бога, а вистинската слобода во доброволното откажување од светските желби. Како орел што се издига над земјата, Свети Јован Лествичник не повикува и нас да полетаме кон небесата со крилјата на верата и покајанието. Лествицата на Свети Јован Лествичник содржи 30 скалила, но на денешната беседа ќе се задржиме на 3 што се особено важни за нашиот великопосен подвиг. Овие скалила не се само поуки, тие се столбовите на нашиот духовен пат во ова време. Под 1. Покаяние. Скалило 5. Покајанието е обновување на крштението. Покајанието
е договор со Бога за нов живот. Покајанието е темелот на Великиот пост. Свети Јован Лествичник го опишува како враќање кон првобитната чистота што сме ја добиле во крштението. Како што тој плачел во својата пештера, така и ние сме повикани да ги исплачеме своите гревови пред исповетта. Покајанието не е само тага, тоа е и радост, зашто преку него се раѓаме повторно во Христа. Во овој пост да се запрашаме, што во нас треба да се обнови, кои гревови сме ги занемариле. Преку искрено покаяние, ние го обновуваме нашиот завет со Бога и се подготвуваме за Неговата милост. Подброј 2. Молитва. Скалило 28. Молитвата е мајка и ќерка на солзите. Таа е очистување на гревовите, мост преку сите искушенија. Молитвата е душата на постот. Свети Јован Лествичник ја нарекува мајка и ќерка на солзите, затоа што таа и ги раѓа солзите на покајанието и сама се раѓа во нив. Во Великиот пост ние сме повикани да го засилиме нашиот молитвен живот. Едноставната Исусова молитва: Господи, Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешниот, е моќно оружје против расеаноста и страстите. Кога молиме со внимание, нашиот ум се смирува, а срцето се отвора за Божјата благодат. Без молитва нашиот пост станува само телесен напор, лишен од духовна сила. Подброј 3. Смирение. Скалило број 25. Смирението е врата кон Царството Небесно, гордоста е мајка на сите страсти, а смирението нивен победник. Смирението е круната на сите добродетели. Свети Јован Лествичник не учи дека без смирение сите наши подвизи, постот, молитвата, милостината, можат да станат храна за гордоста. Вистинскиот пост не е во тоа колку храна одбегнуваме, туку колку се смируваме пред Бога и пред ближните. Во овој пост да се трудиме да простуваме, да молчиме кога сме навредени и да го ставиме другиот пред себе. Само така ќе го победиме духот на гордоста и ќе го најдеме патот кон Бога. Учењата на Свети Јован Лествичник не стојат изолирани. Тие се дел од богатата традиција на црквата. Да ги збогатиме неговите зборови со мудроста на другите светители и старци, кои го надополнуваат неговиот пат кон божественото искачување. Свети Исак Сирин: тишината е тајната на идниот век, зборовите се алатка на овој свет. Како Свети Јован Лествичник во пустината и Свети Исак Сирин не повикува да го бараме Бога во тишината, во време кога светот е исполнет со врева, телевизија, интернет, празни разговори. Великиот пост ни нуди можност да се повлечеме во внатрешната тишина и таму да го слушнеме Божјиот глас. Светиот Серафим Саровски вели: стекни го духот на мирот и илјадници околу тебе ќе се спасат. Мирот е плод на молитвата и постот, како што учел и Свети Јован Лествичник. Кога го негуваме овој внатрешен мир, ние стануваме светлина за другите. Во овој пост да се молиме не само за себе, туку и за оние околу нас, за да го споделиме дарот на Божјата љубов. Светиот старец Паисий, светогорец, вели: смирението е темелот на сите добродетели. Ако сакаш да го најдеш Бога,
барај го во смирението. Овие зборови се директно ехо на учењето на Свети Јован Лествичник. Старецот Паисий не подсетува дека смирението не е слабост, туку сила што не приближува до Бога. Во нашите секојдневни борби да се трудиме да бидеме мали пред Бога и пред луѓето. Додека пак светиот Григорий Палама, светогорец, вели: преку молитвата и постот ние учествуваме во несоздадената светлина на Бога. Свети Григорий ни открива дека целта на лествицата не е само морално подобрување, туку соединување со Бога. Великиот пост е време кога можеме да ја вкусиме оваа светлина преку подвигот и молитвата, особено преку учеството во светите тајни. За да го збогатиме нашиот поглед, да го спомнеме и светиот Алексеј, човек Божи, чиј спомен се празнува денес и чиј живот прекрасно го надополнува примерот на светиот Јован Лествичник. Роден во богато римско семејство во 5. век, светиот Алексеј го напуштил светот на денот на својата свадба и оставајќи ги удобностите и богатството за да живее како просјак во Едеса, таму поминал 17 години, во крајна сиромаштија, непрепознаен од никого. Потоа се вратил во Рим и живеел уште 17 години во дворот на својот татко, скриен под скалите на куќата, трпејќи понижувања од слугите. По неговата смрт, Бог ја открил неговата светост преку чудеса и неговите родители со солзи го препознале својот син во овој свет подвижник. Животот на светиот Алексеј е огледало на смирението и тајниот подвиг што ги проповеда свети Јован Лествичник. Тој ни покажува дека духовното искачување не бара слава пред луѓето, туку чистота пред Бога. Неговиот пример не учи да ги прифатиме нашите крстови, било да се тоа искушенија, недоразбирање или страдања, со трпение и љубов, за да му угодиме на Бога. Драги мои, светиот Јован Лествичник не остава без патокази. Неговата лествица е практичен водич за секој христијанин, а не само за монасите. Еве неколку чекори што можеме да ги преземеме во остатокот на Великиот пост, за да го направиме нашиот подвиг плодотворен. Да избереме едно скалило, да одбереме едно добродетел на која ќе и се посветиме. Прошка, трпение, кроткост, љубов и да работиме на неа до Великден, но и по Великден. Например, ако избереме прошка, да се потрудиме да им простиме на оние што не повредиле и да побараме по прошка од оние што сме ги повредиле ние. Молитва. Секој ден да одвојуваме време за тивка молитва, да ја кажуваме Исусовата молитва: Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешниот. Полека, со внимание, затворајќи ги очите на светот и отворајќи го срцето за Бога. Оваа молитва е едноставна, но длабока и не води кон внатрешен мир. Пост, да се откажеме од нешто што ни е тешко да го оставиме. Тоа може да биде омилена храна, лоша навика, како прекумерно користење на телефон или осудување на другите. Да го принесеме овој подвиг на Бога како жртва на благодарност. Тајна милостина, да направиме добро дело без никој да знае, да му помогнеме некому во тајност,
да подариме нешто на сиромав или да се помолиме за некој што не сака. Ова го победува духот на гордоста и не приближува до смирението. Исповед и причест. Да се подготвиме за светата тајна исповед со искрено преиспитување на совеста и со благослов од нашиот духовен Отец, да учествуваме во светата тајна причест со страв Божи, вера и љубов. Овие тајни се храна за нашата душа на патот кон Бога. Господ рекол: овој род се изгонува само со молитва и пост. Преку овие мали, но верни чекори, ние се искачуваме по лествицата, скалилото на Свети Јован Лествичник, приближувајќи се до Царството Небесно. Драги браќа и сестри, Свети Јован Лествичник ни дава лествица кон небото, пат на покаяние, молитва и смирение. Неговиот живот и учења, заедно со мудрост на светиот Исаак Сирин, светиот Серафим Саровски, светиот старец Пајси Светогорец и светиот Григорий Палама, не повикуваат да го направиме овој велики пост време на вистинска духовна промена. И по нивните молитви, подвигот да го продолжиме и после Великден, со радост. Нека нивните молитви, заедно со застапништвото на светиот Алексеј, човекот Божи, и по молитвите на сите свети и по молитвите на пречистата владичица наша, Пресвета Богородица и секогаш Дева Марија, не водат кон радоста на Христовото воскресение, да се искачиме по оваа лествица со вера и надеж, за да го сретнеме нашиот Спасител со чисти срца, просветлени души и обновен живот. Нека Бог се смилува над сите нас кои чекориме по овој пат, за да можеме да воскликнеме со радост на Великден: Христос воскресе! Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешного.